Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости и тука секогаш сте чекор за цита. Токму така, јас сум Јована и Петар, а од вистината нема бегање, само прашање на време е кога ќе ја дознаете. А со нас секако вистината последни ќе ја дознаете. Еве што ќе гледате. Скандалозно, актуелни пазарења во Македонија. Ексклузивно, граѓаните прашуваат, Трамп одговара. Откриваме отворено ново средно училиште. Вчерашни истражува како загадениот воздух дојде од Косово директно во општина Карпош. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон. Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 на минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Полесно, здрави. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. Како што знаете, емисијата ја почнуваме со среќна вест. 50% од македонците страдаат од депресија, а тоа значи дека другите 50% имаат точна терапија, што направи лидер по точни терапии во Европа. Во борбата со депресијата се очекува Министерството за здравство да го стави бугарскиот пасош на позитивна листа. Распука камениот мост. Мостот изграден од 518 година, а со тендер е реновиран и проширен во 1559 година. Некои сметаат дека тие анекси се само кражба. Но тоа сега не е темата. Темата е дека тој распука, но граѓанската свест е на многу високо ниво. Пред пукнатините на камениот мост спонтано се собраа постари господи, попознати како баби, кои со кофи малтер се трудат да ја затворат пукнатината. Во борбата против загадувањето со свој пример, малку подоцна од сите други, но сепак се приклучи председателот Ѓорѓе Иванов, кој почна да користи автобус во обид да се намали загадувањето во државата. Од кабинето на председателот изјавија дека тој ова одлука ја донел по примерот на градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Сепак, автобусот во кој бил нашиот председател залутал во маглата и веќе 4 дена го нема на работа. Од кабинетот изјавуваат дека тоа нема да е никаков проблем за државата, затоа што и онака таа е на автопилот веќе 8 години. Во Охридското езеро кај каналот Студенчишта е уловен џиновски рак. Толку е околу 30 на сантиметри, а ова е доказ дека водата е чиста, бидејќи тој живее само во води богати со многу кислород. Да, Петар, и во Скопје може да се улови рак и тоа на белите дробови, што е доказ дека скопскиот воздух е сиромашен со кислород, но богат со PM10 честици. Градоначалникот на Карпош обвини дека загадувањето на општината доаѓа директно од Косово. Многумина експресно ја отфрлија оваа изјава, но ние не би биле вчерашни ако не истражиме што поточно се случува. На терен е нашиот Кузман Статива. Драги гледачи, еве се наоѓаме на паркингот зад еден многу познат трговски центар во Скопје, каде што се шпекулира дека во секој момент треба да пристигне пратка од Ѓаковица со нечист воздух. Еве во моментот се приближува возило со косовски регистарски таблици, па да го запрашаме господине, ме веќе господине, ме веќе. Дечко, не мора да го читаш сега, сум го носел од перење. Господине, изјава новинар сум, ако може да ми кажете што носите во багажникот? Во багажник? Во багажник немам ништо. Али тука види, во Ѓаковица имам еден дуќан, па да зимам роба идам. Значи празен ви е багажникот, воздух имам натре. Воздух. Има воздух има. Сум го носел 2-3 пати, сум го носел на механичар и не може ерметички да го затвора. Не знам зашто. Ете, драги гледачи, очигледно Стефче Јакимовски беше во право. Навистина доаѓаат косовари со багажници полни со нечист воздух. Ова не е шопинг, драги гледачи. Ова е еколошки тероризам. Студио. Ти благодарам, Кузман. Продолжуваме ние со вчерашни и останете така.
Јавното предпријатие Паркови и зеленило со генијална идеја. Се сечат дрва за подобрување на еколошката состојба. Со оглед на овој чекор можно е нареден чекор да име фрлање на пластичен отпад во преостанатите зелени површини. Да видиме изјавата на директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Во текот на оваа недела ќе продолжиме исклучиво со сечење на тополи и на суви дрва. А што мислат за оваа мерка ги прашавме граѓаните. Одличен проект, одличен. Паркови и зеленило само да продолжат вака. И не е само до нив, и ние треба да помогнеме. Еве, јас земам секирава и сечам. Значи мора ние да оставиме подобар свет за младите луѓе. Башка треба место и за палми и за се. Не, иначе одлично. Одлично. Од една градежна компанија која сакаше да остане анонимна, велат дека ќе донираат 500 кубни метри бетон со цел да се бетонира делот водно, а повикаа и другите градежни компании да помогнат кој колку може. Во последниот период многумина граѓани се жалат на видот. Тие велат дека не можат јасно да гледаат. За да провериме за што точно се работи, се упативме во познатата Скопска очна клиника Самоилов Војник. Ајде, повели седни, побрзо, ајде. Побрзо има Морис за требење. Ајде ќе го истребиш. истребиш. Мака си имам со очите, ништо не пунам, са вали одов в клозет ја люфнав шолјата. Наочарите ги носиш? Носам како не и ти клам. Да, шуба канцеларија имаш, докторе, гипс картон кој ти правиш? Да направиме една мала контрола. Ајде, кажи ми, тука што гледаш? Странска инвестиција, сето убаво покосено инфраструктура, сите работи. Така, ајде извади ги наочарите. Ајде ќе извон. Сега што гледаш? Ливада, скрин сервер. Ајде стави ги овие плавите. Пи шо е ова, не е ни ливада она за гној берење од коњи, од крави, шо е? Добро. Ливада, каква ливада? Ајде погледни тука сега. Гнасотилак, што да погледнам. Криминал, пари украдени, стиропор, коњи, магарење, глупости. Ајде сега стави ги овие наочари. Шо стори бе човек, ова Виена. Многу убаво тие стубоите, убајна. Извади ги наочарите. Ајде сега погледни тука. Задлабочи се, што гледаш тука? Народ, собрани луѓе, шарена револуција. Ајде стави ги сега овие црвените. Овие Сорос бе. Сето ова Сорос бе, ѓубриња и знамение со боја шо малат. Добро, ајде вака сега ќе ти кажам. Ти немаш потреба да носиш наочари. Значи, најубаво ќе прогледаш ако не носиш наочари. Како, докторе, научен сум јас на овие. Може да иземам и овие? Ќе ми се најдат, шо знаеш? Диоптер, знаеш како се менвата? Добро. Никој ништо не ти може на. А сега одиме со малку локални вести, поточно во Дојран на западот Охрид. Минатата недела во Охрид се одржа најголемата донаторска конференција во регионот. Околу 200 донатори се собраа за да искажат својата благодарност кон примателот на донациите. На овој начин тие му се спротиставија на известниот СЈО, кој наместо да го искористи денот на убавите охридски плажи, носот го пикнал во нивните сметки со што им ги заматил истите. Разбрав дека охриѓани масовно се повикуваат на распит од страна на СЈО. СЈО е вон уставна категорија и како таква треба да се укини. А сега одиме со вести од земјоделието. Дали се исплаќаат редовно субвенциите и дали македонските земјоделци добиваат поддршка од државната и локалната власт? Со одговор на овие прашања го имаме Ланчо и неговиот соговорник. Да, студио, тука сме за да дознаеме кои се проблемите кои што ги засегаат земјоделците. Многу е смешно ова. Стварно е многу смешно. Значи супер ова, вака као ме и мене почнува да ми се свиѓа, стварно. Мислам, прво ми дадете да направам интервју со Палма, па ми дадете со Снег, па ми дадете да направам интервју со Куча, сега ми дадете да направам интервју со Тракторска гума. Еве, го правам. Добар ден, како се чувствувате? Ете, гледаш, не прави муабет. Дали сте нормални? Да ја гумата да ја Значи, ако имате некаков проблем со мене, дајте ми отказ, бе, дечки. Кој ви е Дајте ми отказ. Значи, дајте ми отказ и толку, не ме
вака на минус 20, значи се искинав од работа со што е следно сега? Што со Хорхе Иванов да правам интервју? Маму ви. Според информациите на вчерашни последниве неколку недели се актуелни секакви пазарења во државава. Нашата екипа денеска беше на пазар за да провери дали овие информации се вистинети. Еве што улови камерата на вчерашни. Сега ќе видиш, има цела тезга да земам кромит од крај до крај ќе нарели. Што ќе земеш бе? Роба немаш ќе земе он. По струмица им наседено, види. Ајде, мердита. Мердита комши. Мердита чкабон? Нема потреба на албански. Македонија, ова разбира македонски. Без ка проблем шкип? Не, македонски. Чекај. Гле, јабука гле. Чекај од тука да. Кажи ми, кромидот лют е? Зашо те е кромидот? Кромидов ми е да ти кажувам за жената зимала јазик, па да не е лют за јазик. За јазик да се лутеме, кромидот блак шербет, поблак од тиквата. Сигурно ли? 100%. Абе не лажи бе, што благ. Вчера исече кроми тука, се утепавме од плаќање на пазаров благ бил. Дојде кај мене бе Зоки. Гле шуба, гле. 10 години од кај мене зимаш бе, квалитет ова. Немо пак ќе ти шлакаме, немо пред комши. Ќе ми шлякаш бе. Ќе ми шлякаш бе. Нема, зашто да се карате? Зошто да се карате? Види, Македонија е мали сме, зашто да се делиме? Ајде, и од тебе ќе зимам. Комши, изволте. Ако не е добрич да не го плаќаш. Зиме, гледај квалитет, гледај, не е тоа таму. Стави уште ти, стави. Ајде и ти стави. И ти, стави. Гле. Да, уште, де ти стави. Добро. Фала многу и ајде. Чекај, моля ти се. Па, земи вие 500 дена. Моля ти се. Не. 500 денара за много се... Дај, да биде за Па зове 500 денари бе, на кола Не, Зоки бе, ама да. немој. Да не идеш пешки, земи. Ајде да идем, ајде. Ајде, фала многу и немој да се карате. Срамо да ја мислим. Ајде. Ајде. Чао. И шо са? Ни кромит, ни пари, ни кола. Па Никола, па ти почна прв да му даваш бе. Па ти. Шо ќе ми шлякаш бе? Дој бе, ќе ми шлякаш ти мене тука. Ѓубре, ни едно, мари таа капата скапана бе, ќе ти шлакам. Зашто средно експертско? За тоа што младите треба уште од мали да се насочат да имате широки познавања, а не те коки иде на факултет. Добро, ајде ќе си пресираме. Стил ова е емисија во живо. Yes? In life, што би рекле. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. Нема потреба од паника. Грчките земјоделци можат колку сакаат да го блокираат сообраќајот на граничниот премин Богородица. Нафтена криза во Македонија нема да има. На линго имаме Кузман. Да, студио, и покрај штедливоста на поранешниот премиер, не се очекува новата влада да ги вклучи резервните деривати. Тоа се должи на последните податоци од Заводот за статистика, кој покажува дека во последните 2,5 години во Македонија драстично е намалена потребата за овие деривати. Што значи македонскиот народ се помалку и помалку пие нафта. Тоа би било се за овој настан. Јована, ако немаш веќе прашање, јас би сакал да ти кажам нешто. Како што знаеш, ние се запознавме овде во оваа емисија и потоа нашата љубов прерасна во огромна врска. Во таа чест би сакал да те прашам, Јована, дали ти сакаш да се омажиш за мене? Кузман, Петар е на линк. Кузман, дали се слушаме? Молам? Ти велам Петар е на линк, не е Јована. Петар, каде е Јована? Па Јована, излезе нешто, Кузман, имаше работа. Повели? Можеш да и пренесеш?
Што да и пренесам, извини? Дали сакаш да се омажиш за мене? Јас дали сакам да се омажам за тебе, Кузман? Поласкан сум, ти благодарам, но... Не ти, Јована дали сака да се омажи за мене? А, Јована. Почитувани гледачи, очигледно имаме технички проблеми, се извинуваме, продолжуваме ние со вестите. А сега одиме со ексклузивен гостин во рубриката Граѓаните прашуваат. Добро вечер, почитувани гледачи. На мое, а и на ваше големо задоволство, ексклузивно во вчерашни, во рубриката Граѓаните прашуваат, имаме гостин кој е мој личен пријател, американскиот председател Доналд Трамп. Доки, со оглед на тоа дека одамна се знаеме, кажете ми како да ви се обраќам, како председателе Трамп или како брате Доки? You can call me anything you want. Ха, добро, ајде ќе си пресираме стилова емисија во живо. Yes? In life, што би рекле. Ѓорѓе from the mountain водно сака да знае дали Иванов од Македонија ве информирал за проблемот со кој тој што се соочува. I just had a conversation and we'll see where it all goes. We'll see what happens. Very nice, very nice. Ali from Little River прашува дали сте се договориле with Иванов вие да ја превземете неговата улога и да го одредите мандатарот. It's a big decision, but we're studying the issue right now. I've always liked the concept of doing it. I will tell you that. I'll have a decision in the not too distant future. Doki. Nicola from White House. Thinking дека тоа е обврска и дека тоа може да го направи only Macedonian president and nobody else, никој друг. Well, it's something that I have the right to do. It's something that I can impose if I want. Оливер from Куманово wants to know кој е вашиот фаворит? Who you will choose? Well, I think also it's who's going to get approved. And, you know, we have to go through a process after I pick the person that I'm going to be picking, who I think I know, but I'm not 100%. I can't guarantee it. We're doing some further checking. Доки. Ленче from Тетово прашува дали ќе одговара somebody конечно во Македонија? There's certainly a chance of it, absolutely. But we're doing very detailed studies on that, and we'll come out very soon. Доки, значи има ченс за Македонија? There's certainly a chance of it, absolutely. Доки. Ви благодарам. Кидемо кафана после. А тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Жестоки реакции од целиот свет по одлуката на Елем да му врачи отказ на сликарот и графички дизајнер Драгиша Милетич. Да, студи општ хаос владе во светот. Имено на 300.000 романци излегува на улиците барајќи Милетич да биде вратен на своето работно место. Руски хакери се заканија дека ќе го бутнат официјалниот сајт на Елем. Тука и Северна Кореја која што се закани со нуклеарна проба доколку Драгиша не биде вратен назад на своето работно место. 규모 5.0의 지진이 발생했 3.9였고요. 2차가 4.5. 조선노동당의 До кога ние како Македонија ќе ги гледаме работите и нема да превземаме ништо? Даланче, до кога јас се прашувам, а ти, драг гледачу, до кога нема да преземеш ништо? Што направивте вие оваа недела да го спасите работното место на Милетич? Што? Во Скопје се отвори ново средно училиште, за што станува збор повеќе од прилогот на колешката Слободанка. Зашо средно за експерти? Нема ли доволно експерти у земјата? Има ли интерес? Како нема, само што го отворивме оваа школа за средно насочено за експерти. Зашто средно експертско? За тоа што младите треба уште од мали да се насочат да имате широки познавања, а не тек кога иде на факултет и оде да биде експерт само за една област, да речеме за правен, за башински. Што е тоа? Каков е тој експерт со уско знање? Мора да има најмалку 3-4 експертизи. Дали ме сваќате? Да, а после ќе имат ли работа?
Дали? Па како не, госпоđo, па видите вие, сега Давид добива многу експерти, меѓутим, сега се очекува ако се деси експертска влада, сите ќе отидат таму и тука ќе се деси еден вакуум и од да експертите одба ќе дојдат тука, а има работа каде сакате, ве гледате, со ова Боцевски што отиде амбасадор у Бразил, тука се чувствува таа празнина, значи има перспектива и работа за овие млади и они не се уди, што се запиш. Па ева, питајте ги нив, зашто у остало, питајте ги. Софи, зашо баш у овоја школа се запиша? Епа, видете, јас секогаш своите амбиции ги инкорпорирам со македонските аспирации кон евроатлантското семејство. Па јас како дете на самохран родител сватив дека ако дојдам тука и го проширам своето знаење, ќе можам на вистина да го искористам да се подобри оваа криза во Македонија и самата Македонија. Па знаете, експерт, ја од стара експертска фамилија, дедо ми е експерт, татко ми е експерт, па вајле и брат ми е експерт. Па животен сон ми беше кога ќе пораснам да бидам како Даштевски. Па како да ви кажам? Реконитива ми е идол. Па као многу имало побарувачка, као демек амбасадор можеш да бидеш као кеш имало. Ало, нема сигурно инженер или доктор да бидам, не сум будала. Заедно со европските вредности и македонската традиција, чи чувари, па по тој пат сме токму ние, младите. Фала ти, Ептен. Ако сакате да бидете чекор за ците, погледнете ја следната вест. Добро утро, Македонија! Добро утро! Јас сум Зајко! Јас сум Али! Никола! Зоки Зајко! Али, али, лали! Никола! Али, ке павиме ли вода, Али? Ја биди така, да го пришам Зајко! Како платформата, ќе правиме ли влада? Ќе ми даваш ли гаранција на писмено? Само писмен човек бара гаранција на писмено. Да, ми давал гаранција, ама не ја напишал на албански. Вие влада ќе правите и широка коалиција. Ајде, заедно, гушните, ајде пробаме се заедно. Трчаме еден круг. Трчаме напред еден круг. Не ја бива вака, враќај назад. Ради уште еден круг, ради уште. Зборум Македонија. А сега од режија ми велат дека имаме вонредно вклучување во живо. Ланче, дали се слушаме? Да, Јована, се слушаме. Пред да продолжиме, сакам да расчистиме нешто. Дојди ваму. Абе, дојди ваму. Дојди. Ајде сега кажи. Поради штедливоста на поранешниот премиер, Не тоа, бе, не тоа, другото. Зашо си дојде? Јована, имам нешто да ти кажам. Нели, како што знаеш, ние се запознавме токму во оваа емисија и од тога сме во врска и нашата врска прерасна во огромна љубов и во чест на таа љубов јас сакам да те прашам тебе, Јована, дали ти сакаш да се омажиш за мене? Ланче, пренеси му на Кузман дека имам дечко. Што вика? Па и он е дечко, имала дечко. Он е дечко. Јас сум дечко ти. Да, ама јас имам вистински дечко. Ајде, имала вистински дечко, ајде стани. Добро, фала ти, Јован, ајде стани. Стани, ајде не клечи ко вакво. Фала. Ајде. Не плачи, ајде, дојди ваму. Пази кола ќе те удри, не плачи. Времето и оваа недела е можно конечно да се расчисти, а може би и не. Лека ноќ. Маглата се уште не е крената, а во зависност од тоа каде ќе дуваат ветрови, таква ќе биде и климата. Од оваа метеоролошка прогноза ќе бидат засегнати многумина, па би требало навреме да се засолнат за да не бидат погодени. Биометео, можни се главоболки и проблеми во колената, особено кај оние што денови патуваат на релација Бихачка-Мала Речица. Добро утро, среќен Трифун!
И за крај ви пренесуваме едно партиско соопштение. Партијата Левица ги повика град Скопје и ЈСП да престанат со популистички мерки, како онаа за дводневниот бесплатен автобуски превоз и да ги донираат автобусите на граѓаните кои немаат сопствен автобус. И со оваа оригинална хумана идеја се одјавуваме. Вашите лајкови и хаштази ги очекуваме на Facebook и на Twitter. Реприза имате вечерва по филмот, а од утре и на YouTube целата епизода. Добро утро! Добро утро и од мене и останете заљубени.